Здраво на сите, добро дојдовте на денешното видео за AxoSoft, моќна алатка за управување со проекти наменета за агилни тимови за развој на софтвер. Јас сум Тодор и многу ми е драго што ќе ве запознавам со можностите, придобивките и споредбата на AxoSoft со други алатки. Прво ќе направиме краток преглед на мојата презентација, потоа ќе ја покажам алатката во акција со практична демонстрација. Ајде да почнеме. Што е AxoSoft? AxoSoft е софтвер за управување со проекти, специјално создаден за агилни тимови, особено оние што користат Scrum или Kanban методологии. Ова алатка го олеснува развојот на софтвер преку алатки за управување со заостанати задачи, планирање на спринтови и соработка во реално време. Без разлика дали следите грешки, управувате со функционалности или планирате спринтови, AxoSoft нуди централизирана платформа за да го одржат вашиот тим усогласен и продуктивен. Најчесто се користи од средни до големи развојни тимови кои бараат детално известување и прилагодливи работни процеси. Ајде да ги разгледаме главните карактеристики на AxoSoft. Прво, нуди прилагодливи работни процеси што им овозможуваат на тимовите да ги прилагодат процесите според нивните потреби. Алатките за соработка во реално време овозможуваат членовите на тимот веднаш да комуницираат без разлика дали доделуваат задачи или ажурираат статуси. Можностите за известување на AxoSoft се исклучително корисни, овозможувајќи детални извештаи за напредокот на проектот или перформансите на тимот. Корисничкиот интерфејс е интуитивен, што го олеснува управувањето со проекти и ја подобрува тимската соработка. За кого е наменет AxoSoft? AxoSoft е идеален за тимови за развој на софтвер кои работат со агилни средини, особено оние што користат Scrum или Kanban. Најмногу им одговара на средни до големи тимови кои имаат потреба од напредни алатки за следење на напредокот и управување со спринтови. Сепак помалите тимови може да го сметаат за малку поскап или сложен, па затоа треба да ги разгледаат и алтернативите. AxoSoft има многу предности. Неговиот кориснички интерфејс и моќните функции како прилагодливите работни процеси и известувањата во реално време го прават одличен избор за агилни тимови. Но има и некои недостатоци. За малите тимови цената може да биде висока, а новите корисници може да се соочат со стрмна крива на учење. Исто така, некои корисници забележале дека мобилната апликација нема одредени функции достапни на десктоп верзијата. Кога го споредуваме AxoSoft со алатки како Jira, Trello, AxoSoft се истакнува со фокус на агилно управување и детални извештаи. Сепак, може да заостанува во однос на интеграциите и флексибилноста во споредба со конкурентите. Ако вашиот тим бара специјализирана алатка за агилен развој, AxoSoft е одличен избор, но за поспори проекти Trello може да биде доволен. Сега, кога ги покривме основите, време е да ја видиме алатката во акција. Ќе ви покажам како функционира AxoSoft преку кратка демонстрација. Ќе ви покажам како функционира преку неколку клучни функции. Ајде да почнеме. Ова е Kanban, таблата на AxoSoft која е одлична за следење на задачи во различни фази. Како што гледате, имаме неколку колони: New, Approved, In Progress, па се до Completed и Rejected. Например, овде во колоната New имаме задача со ID 31. Можам лесно да ја префрлам во In Progress со едноставно влечење. На десната страна, во делот за детали ги гледаме сите информации за задачата, како и приоритет, доделениот член на тимот и проценетото време. Ова го прави управувањето со задачите многу интуитивно. Сега да погледнеме како изгледа планирањето на спринт. Овде сме во спринт 2 и можеме да видиме листа на задачи поделени по типот како Bug, Task и User Story.
Например, задачата со ID31 е доделена на Floyd DeBarber со проценето време од 24 часа. Ако сакам да додадам нова задача, едноставно кликам на Add и можам да внесам детали како наслов, тип на задача и кому да ја доделам. Ова е одличен начин да се организирам спринтот и да се уверам дека сите задачи се распределени. Следно, додиме со Release Planner. Овде можам да ги видам сите проекти и спринтови. Например, во Example Project имаме Sprint 1 и Sprint 2. Ако го отворам Sprint 2, гледам дека имаме вкупно 100 часа работа со 32 задачи, од кои 222 часа се веќе завршени, а 244 часа остануваат. Ова ми дава јасна слика за напредок. Можам да дадам нови задачи или да ги филтрирам по корисник или тип на задача, што е многу корисно за поголеми тимови. За крај, да погледнеме во дашбордот, каде што Axosoft нуди одлични алатки за известување. Овде имаме графикони како burn down кој покажува колку работа останува и спидометар кој ја мери брзината на тимот. Моментално сме на 19 часа дневно. Исто така можам да видам распределба на задачите по тип како user story или баг. Преку овој кружен диаграм, овде извештаите им помагаат на менаџерите да го следат напредокот и да планираат подобро. Тоа беше кратката демонстрација на Axosoft. Како што гледате, алатката е многу корисна за организирање на задачи, планирање на спринтови и следење на напредокот. Бидејќи ова е алатка која што се плаќа, ќе ви оставам линкови во описот на видеото за практична употреба на самата алатка. Ви благодарам што гледавте.